секој ден беше борба Што беше борба? да седнам да се натерам. А траењето? Чим тргне немав проблем виш. Ти си таков. Влага, Тебе ти е да тргне само. да тргне само. Ама 8 пати требаше да тргне. Не е малце. И ги брам деновите. Негде треба 2 пати. А мене проблем седнувањето. Сега треба дупло да седнеш. Така ме успиење се будев, ме полудуваше, почна да се потам. Леле, човече, туče 4. Ти си професионалец и сега седнуваш и не те интересира тебе. Ете, мала историја. Зборот мисоги е јапонски збор и ако најблиску може да го преведеме е прави тешки работи. Односно, малку по-контекстуално, Има формата. тоа е дел од одредена стара јапонска традиција, кога секој човек мора, така им е дел од традицијата на нив, бар еднаш во годината да направи нешто што е толку вредно, различно, тешко, уникатно, пак ќе кажам тешко и пак ќе кажам тешко, да е толку големо за да може пак цела година да се мисли и доживува и преживува за до наредната година кај што па правиш мисоги. Условите беа? И има услови. И не дека е ова некој пишан завет. Не е закон. Него така се доживува традицијата, дека го правиш тоа заради привењето. Не е за да рекламираш нешто, не е за да се промовираш, не да се фалиш дека си направил тешко. Го правиш за себе. У времето тогаш не имало да се И промовираш. го правиш затоа што си осетил длабоко во себе дека има одредена вредност. Имаш и самиот осеќаш повик да правиш. Не го ни правиш затоа што си не слушнал нас да правиш. Може би си не слушнал нас да правиш, ама тоа само ти пробудува да откриеш дека ти во себе ја имаш истата искричка што те потсеќа дека ти имаш нагон за праење на тешки работи, ама од одредени причини не правиш или мислиш дека не можеш или така дале. Тоа е на кратко значењето позади зборот мисоги, а ја и ти нормално си го преведовме во прави тешки работи и кој знае колку епизоди и прилики до сега, дека дури и ние со овие едноставни 3 збора мислиме многу повеќе. Значи, и ти си денес со Хаселмут, ја не сум со Хаселмут. И Хаселмут можеш да зборни ти подсети дека имаме... Што дека имаме? Па покажи го дека дури кај ни е Do Hard Things. Да, уште на капчето да бе си го имал од страна упарачот. Тоа сам да кажам, дека овие 3 збора нас не имаат многу длабоко значење, многу димензионално значење. Мал поздрав и благодарност до Волт, да си нарачаме ние да видите колку е лесно и брзо. А меѓувреме нарачите си и вие. Не се ни 30 на секунди, нарачете си било што, дур ја и Жаре си муабетиме за мисоги, за тешки работи. Ке ви дое и така ќе си го подржиме и спонзорот, а и нас. Така што фала и поздрав до Волт, а ние збориме мисоги. Те допунам за мисоги беше да не си сигурен дека можеш да го завршиш. Така, браво, да. И... Треба да си 50-50, дали воопшто можеш да го направиш. Тој тип на подвиг што е од физички карактер захтевен и дека нема да умреш. Треба да си сигурен. Да. Нормално. За да има бенефит понатаму. Да. Овие две сепак не треба да е у животна опасност. Не треба да си во животна опасност и не треба да си сигурен дека 100% дека можеш да го направиш, да го завршиш. Треба малку да се сомневаш во себе и тоа е поентата на целиот предизвик. И да те плаши малку. Држи. Ке можам, нема да можам, и она да ти заигра срцето малце. И тоа е тие два се као предуслови. Така е, да. Зашто ти кога идеш да правиш нешто тешко, ако унапред знаеш дека можеш огромен не дел... Не е мисоги. Не дека нема вредност. Ама не е мисоги. Знаеш дека можеш 10 км да истрчаш? Апсолутно не е мисоги, него ја би рекол дури више не го ни кажувам дека е тешко.
Да, бе, да. Оти има го правам. разлика дали ми е физички тешко и јас и знам какво тешко е тоа, ама више тоа ми е толку прифатено и останато ми е само на екзекюшенот. Да. Не дека Не дека нема да боли, да, не дека нема боли, ама тој целиот елемент на не знам ни дали можам додава многу голема димензија на тешкотијата. Да. Едно е ти сабајле си правил open и знаеш колку ќе боли, и знаеш колку е тешко, и крвареше плуќата, и вкусот Така. на парички, и света. ама и... колку друга димензија ќе ти беше тој open, да ти пред вежбата воопшто не ни знаеше дали ќе можеш да ја направиш. Не, и кратко трае даже 12 минути. Друга таму ќе- димензија на тешко е тоа. Тоа е тоа што го Да. прави Мисоги како дистинкција. Ја, ова беше пред 3 години скоро. А? Јас тогаш ни трейл немав истрчано, што се вика. Мене такво ми беше на Тара 62 километри. Еле, стварно ова е пред тоа. Пред тие све. А ти на тоа пред Мисоги светлосни години. збореше за оние што ги правите За маратон. маратон ти беше Мисоги, ама полу. Не, цел. Зашто цел не знам дали ќе завршам. Полу имам истрчано и 2:13. Ама беше пред да го завршиш или после? Пред. Епа, окей. Да. Значи го зборевме за пред. И си кажавме некоја Мисоги. Кој- Маратон. си кажавме што планираме да ни биде Мисогито на оваа година. И тебе ти беше маратонот. Леле, да, стварно. А ја не знам дали трката ја кажав или Ја кој знае кажа, што да. кажав. Да, се сеќам. Ја трката ја кажав. И ги направивме, не дека не? И направивме, ама ете, веќе гледам како е различно пред 3 години. Да, така. Веќе гледам дека пред 3 години што сме збореле. Поздрав до Жарко Димовски за идејата да ја ревизит. Така, да. Он Бари, ни, да. ни даде малце... Тоест, он ни ја кажуваше Мисоги. Он го запамтил, гледаш. Мисогито мое, него, знаеш, Да. он ми оставило белек и ти му кажа, бе, да ревизит као за талент. Да. И еве ја ревизит. И стварно се старт, леле, човек, маратон, бе. Ја после тоа имав трейлови, И тоа поише трейлови. да. Тара беше Мисоги. Тара беше Мисоги. 62 километра, нешто над 45 што сум пробал направил и стварно не знаеш дали ќе. Непозната територија. А кој не знае, Жаре ја има цела прича за Тара у епизода. Да, има, Имаме како се Како викаше, трейловите. нешто такво, да. Пред 2 години е, да, у 2024 беше. Летото. Таа епизода е тоа. Да. У тие епизоди. Тоа аш пропер гинење ти беше. Тоа е, можам да го кажам дека сум направил. А кога снимавме, не сум ни знаел, те текнува. Да, бе, да. Тоа, и тоа, без спремање ко глуп. Искршени нозе на крај со плускавци, со чуда, леле. И ти што викаше, треба да не да го споделиш или кажеш или снимиш, него дека ти прифали, ми прифали чувството. Сега? Да, и нели 45, Охрид пријавивме, Да. ми прифали такво, Страдањето. акање, да. А, не знам, ќе го завршиме сигурно, зашо ме изнервира на водно матка 45-ката, врнеше снег. Аха. И не можев она пропер да го... Зашо алькао беше, као... Аха. А бев спремен. И сега Сакаш да си уживаш у... сакам да уживаме природа, да не ми планина. врне снег у април лети, или у мај. Не, Да, така беше. одвратно. И идеш, ти со снег има таму, и само дента врнеш и не врнеше више. Да, Утре дента да. сонце, Па све така е нормално, секад у април, глупости. снег копаѓа. А ден пред тоа, зимаме бројчиња, 17 степена. Леле. И овој Дејан Крле вика, бе, Жаре, ушто облече, те се викам, човек, како бе, сега не ме заеба. Гледаме, вика, ние една, тамо, не знам, хидроцентрала, која тамо, метеоролошка станица, бла, ќе врне. Снег. Шанса. Абе, те мисли. И го послушав, земав, и нереално. Врнеше снег, ебан, и тоа беше Мисоги на крајот на денот. Не сакајки. Да, па и тоа било 45 километри, 3000 плюс елевација, со снег, шушкавец, шорцеви.
и на водно се качуваш првата станица после 5 километар у горницата, леле, викам, еден, ако се откажи, јас ќе си одам. Само да не сум сам. Немаш, вака, гледам, викам, леле, уште 10 сати. Врне снег. Не сакам да ти, одвратно ми беше. Ете сега ми текна шо мора да е дел елемент од мисоги. Да има момент кај што се запрашуваш, добро, зашто? Да. Добро, зашто си го правам ова? Имаше 100 пати тоа. Да. Тоа беше не сакајки. Секоја мисоги го има тоа. Зашто си го... Оти секате само нанесено. Таде, пиштол на глава, никој не ти држи Да. тебе, окей, нешто. Не е мисоги ако ти, не знам, сега да Дискомфорт треба ти. си доживеал некоја несреќа и сега преживуваш Тоа е друго. нешто тоа. Не, мисоги е само нанесено. Ти одбра да го правиш ова. Да, никој не те натера. Се нафати, го правиш и сега си викаш, добро, зашто? Ајде да пробаме да одговориме пак. Ако некој сега го интересира, и Добро, зашто? може е нов у целиот концепт. Зашто толку го дрвиме прави тешки работи? Зашто ни седи на дел од имиджот ни стана? И сега слуша дека тоа има и историја, и јапонска традиција, бла, бла, бла. И сега некој ти каже, добро, зашто? Зашто да правам мисоги? Зашто мора да правам нешто што ќе ме запраша зашто си го правам ова? Што вредноста на крај е многу поголема него тоа заштото на почетокот. И целиот процес е за тоа заштото Ама долови му. да се помине. И па еве на станицата таа прва е у саат и 5 минути и врне снег и ми е ладно и мокар си виш. И си само кај крстот. Да треба да акаш. Низ таму кај кур беше преку Пантелеймон, на котата горе на највисокиот врв на водно, да се спуштиш до Матка. Поминеш мостот. Качиш на Света Недела е првата. Да. На Света Недела, Мислам, да. И Тоа. назад. на Матка кој ќе отидете да уживате со странци, кој ќе погледнеш нагоре, таму треба да се качиш. И врне снег. И не ти е пријатно. И на ти викаат, ама имате чекпоинт за саат и пол треба да се вратите. И ти си на станица, туку јадам маслинки, кисели краставици, чипс бутаме и кола, шекер и оваква сол. Е добро да викам, за 1 саат сме напред назад, шо? Да, ама да знаете чекпоинтот. А викам, ти да не мислиш дека нема да го завршам. Викам, шанса нема. И нема везе, стигаш таму. И треба да се кажеш па таа, па се спушташ. Па друга една има одвратна, пак се качуваш назад, па се враќаш. Таа Света Недела направено. Качи се, спушти се, пак си кај мостот. Колку... Викам, не дупатна. И цела време нервоза ти се ствара. И пак горе врне. Таман си дошол. Еј, викам, топ, да ги вадам ракавици, тој стои вика, не. Да не се качиме пак горе, вика, не. Реаки ги оставам. Има и пред дека е април. Се враќаме, таму идеме, добро, гледам не врне, нагоре, и како идеш нагоре, почине. Иде горе. И се поиш, и тоа снег, мислиш дека си у јануар, у, не знам, Сент Морис, негде горе качен за скијање, и ти е преако, леле, топ врне, ке има утре ако скијање. Ти си у шорцеви, у шушкавец, за ветер и вода. Да. Нема тој материјал што те топли. 5 грама не тежи. И мајца кратки ракави испод. И она со бидончето таквото. Каква вода не се пие, не се потиш, ладно ти е. Да, камелбак. И како идеш нагоре, пак леле, ка нема крај од ова, побрзо. Сега ќе се спушташ, така, надоле идеш. Чекпоинт фативте. Ајде, и не врне, викам, топ. Ајде сега назад по тоа другата планинчина тука. Викам, леле, колку е убаво, изгледа заврши лошо. Не, ново лошо. Ајде, бате, горе пак снег. Отворен пат. Не знаеш кај да среќа тој стева на Garmin од апликацијата на саатот имаше рутата куцано. У колку небрано бевме ние фатени несакајки мисоги. Отворена пољана Света Петка. Кај да одиме, викам. Ау, леле, знам. Нема Знам маркација, кој човек. Да. Чекај малци, тргаме ние лево, Грешка. на онде сме, дој, course correction, Да. топ. Како идеме? Треба овде станица да има негде, треба да дојде. Идеш, и отворен е патот и е снег и врне снег. И премногу.
И стигаме до некоја една станица и тие ги гледаме. Ајде бе луѓе, уште вие останавте као да ве почекаме вас. Ајде влагајте у кола да си одите, века сега ќе го однесат. И понуда добиваш. Кола Леле, да спаси искушение. некој. Нула бе. Каква кола, викам, трнав до овде, ќе те убијам. Зашто јас вториот привен маратон не го завршив. Ме здоболе коленото и на полумаратон си се повлеков паметно. Не, овде нема откажување, бате, зашто ти е дискомфорт на тебе. Таму те болеше колено, вистински, ме болеше после една недела, стварно. Не може, викам, Дори, не шанси. Почне тоа у системот ки ти се вреже тој кодот, не. Еднаш се дешава. Два пати више не. Пауза. Еве еден од одговорите за величината на за време на мисоги, кога си соочен со отказ, сознанието што го имаш од живеењето понатака во животот со отказ. Нема шанс. Ама ти го знаеш сега тоа од искуство. Да. Една од вредностите, една од тие работи што рече дека ги Така, добиваш така. како знаење во животот, тоа е една од тие знаења. Го добиваш оноа. Тоа не е интелектуално знаење, тоа е духовно знаење, тоа е онакво доживеано, искуствено знаење на знаењето колку е тешко чувството да живееш сам со себе, знаејќи дека од нешто си се откажал, ама во исто време знаеш дека да не си се откажал и ќе си го успел. А после Ама ти си се откажал. 4-5 сати, што сега ти се чинат малце, си као, певе ги помина, не требаше. Ама отпосле е секогаш лесно. Ако си усрањето, стално те боли, е тешко и сакаш да се откажеш. Ама тоа е моментот што се крши или make it or break it. И тоа каење многу боли. Многу повеќе боли тоа каење, отколку што ќе боли да додржиш, да го допреиш мисогито. На Теди Атлас, полесно е да се бориш, него да се откажеш. Полесно е, поминав, сгрешив, требаше, не требаше, него ли се откажав и никад не ни дознав што би било, кад би било. Мислам дека причината па зошто каењето толку многу боли е затоа што мора да живееш у незнаење. И не трае болката вечно. И дискомфортот не трае вечно. Од успехот, ако го направиш. Ако го направи, кога ти е тешко, кој е искушението е во моментот. Тоа не трае вечно. Ама каењето трае. Снег, ладно и уште 8 километри имаме ние. 8 километри, тој момент е вечно, ама не е. Се вечност. Се 2,5 сати на тој снег, кал надоле, после треба се симиеш, имаш една станица кај Соње и од таму ми беше само до таму се дочепам и горе више мами и се спуштам и готов. И го гледам крајот близко. Да. Дочепи се до Соње и се ова е пред Соње. И кај доаѓаат со джип да ве однесат. Ајде бе, шта се мачите. Не. Ќе умрам, нема да се откажам. Теорија нема. Тргни ми се мој. Ево тргај одма, викам, нема тука време за ова, плюс ладно е, сјоат луѓе, ајде да не ве држиме. Чао, нема други, ајде. Идеме, Соње стига, ми звони телефонот, овие се откажаа кој ладно, мадно нешто има, ама они многу порано таму. И само јави се, звониме, живи сме, на Соње сме, чекајте не горе, ние сме на средно водно кафиче има едно, таму ќе ве чекаме, топло е, чај, мај, да знаете, уживајте полека само. Абе, уживанци. И сега јас у главата, ама ти у тој момент ти е ладно, не ти е пријатно и треба тргнеш. Тоа е, кидам, јеби го. И како идеш и нема крај тоа, нема крај, се стигаш еве го, ма нема еве го. И кај крстот доаја, и трнуваш надоле, и уште едно доја, и нервозата, и се. И на крај завршивме. И на крај 5 минути пред истек на таймкеп. И фаќате. Фаќаме. Вау. 5 минути до 11 сати. 10:55. Последни ми е гајле. Немаше тоа. Кој како се отиде, истите места беа до крај. Зашто нема? Снеке, кале, се лизга. И предпазливо сите идат, никој не претркува никого. Аха. Како? А јас стално ги пуштам сите, оди, летај ти. Ама нема кај да убржа, не бев уморен, после тоа мислам
ништо нема последици. Ама јеби га, спора е стазата, гаден е теренот, снег и кале, и е се свеж. И како идеш? Паѓаш, кал, Да, гомна, лајна се правиш. Ама, you live to tell the tale, и ти е послем тоа преако. И сега, ги гледаш ти овие што се откажаа со тебе четворицава. Те боли за нив. Не, мене курме боли за нив. Ја у моментот сум завршил, ми е гајле за нив, што да им правам се, они се откажат. Ама они, абе знаеш да не се откажеше овој, не ми беше мене толку тешко да... Тоа е, бат. Знам ти ја причекаш. Тоа е, и ете го моментот на отпосле, дека не трае вечно на крајот. И тоа знаење што го добиваш, дека не трае вечно, се пресликува во 1000 сфери Така е. понатака. Така е. Као што ви каже Коби, бура, кога си у средина на бурата, ова е совршената метафора што резова, кога си средина на бурата, ти е тешко секогаш и мислиш дека ќе трае вечно. Ништо не трае вечно. Бурата е, the storm will eventually pass. Endure the storm. Бурата евентуално ќе помине, издржа бурата. Пробај да ја преживееш бурата у моментот. It's in the name. По самата дефиниција значи дека е привремена. Привремена е. И ќе помине. И ете ја помина. И еве, и сега чувството ти е друго. Поубаво ти. У 300 милиарда работи после тоа имало. И у тој момент реков, ова е задње што трчам. Пегам за кросфит да си се спремам од сега па натака. Заболе за трчање во више планини, не сакам. И пројде година дена. И ме зачеша пак, ете, што викаш ти. Ама гледаш ова е сега добар момент. Ти ме подсети. Ти више година и јаче, целиот начин на живот ти е подпроменет на начин на кој што дури и јас те гледам и доживувам како ти како да живееш едно долго мисоги сега. Ама не е мисоги друга правите. Навики се. Си го знам дека си го зборел, глупоти е сега звучи како фалење ово оно, ама сакам да доловам една ново пронајдена димензија сега што ја сваќам ја преку тебе. Шо? Откако решивте нели со у 4 станување, у 5 тренинг и за го имаш споделено ова со Белград Games, како ти се деси од универзумот момент, така требало, бла, 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 ама тоа се те довело да ти се наоѓаш себе си сега у овоа решение. Сега ти реши, Да. никој не ти зададе. Да. Ти реши и ти одбра моментално животниот ритам така ти наложи да ти фино лепо у 5 саца бајле, не една месец, не 2 недели, не оваа сезона, ти буквално живееш ама замисли ти на некој да му кажеш Да бе, да. а една недела. За тоа се насмеа. Така, на некој една недела сега да му кажеш, една недела у 5 сат станувај у 4 и у 5 почињај тренинг и прави 2,5 сата тренинг и после продолжи со денот и тоа прави го една недела. Тоа му е мисогина, него животно мисли, не годинава, у Да. животот мисоги, ама ти го живееш и не ти е ни мисоги веќе. Ја да ме прашаше пред 2 години, немаше да кажам дека постои и такво мисоги. Мисоги, рековме, еден настан го правиш, тешко е, Добро, еднаш у различно е, годината. Лайфстайл е вичеш. ама многу ми е интересно што го не знам некако го отклучи тој левел. Имам ново видување дека што може да е мисоги. Тама не го доживуваш. Ти не го Зашто доживуваш 100% јас ќе станам пак во 4 утре. Нема дали ќе биде или нема да биде. А Тоа е знаеш малце што, различно. ќе дое период у животот кога Нема ќе да сватиш дое дека зашто ова ти е фаза. Ама едноставно не можам јас да спијам и ни за викенди поише више, готовам факт. Разбираш? Не бе, брат, збориме за 10 години од сега. Нема за нема 10 години, за 10 години. Не знам. Easy Не right now викам би дека ќе станува. престанеш да тренираш, едноставно нема у 5 да тренираш. Тренираш у 9 да речеме. Добро.
нивото на тежината иста ќе остане. Да, програмите, правењето, све. Нивото на тежината иста ќе остане, ама лајфстајлот ќе ти биде друг Така бе, јасно. и ти сам кон себе ќе си кажеш Како го правев тоа? да, тие 3 години како правев. Сигурно. Тоа сакам да ти кажам. Да. И сега ти си моментално Јас сум во бурата ти си позитивна. во бурата и не го гледаш, Не ама го гледам, да. неминовно е некогаш ќе излезеш од таа бура, ќе живееш друг тип на бура. Јасно. Може би е тоа заклучокот. Ти ќе ја смениш бурата и ќе имаш нова бура, автоматски тоа значи дека секоја претходна бура ќе ти биде ко Што прави? леле, што прави у таа бура опичко. Да, можно е. Како Саѓаш? што сум си викал за порано, како сум. Правил ја 2 пати на ден. Тебе бура ти беше и полумаратон. Да. Па после бура е полумаратон. Па цел. Дур трчаше Тара, некој да ти каже, ај бате ли Тара, Скопски. Пичкин дим. Не, јас мислев дека е Пичкин дим и пријавив Скопските со тој мајндсет. Пичкин дим. Ама трчање направо и по планини е различно. Ама за време на Тара, маратонот Скопски ти беше, таа бура више не е ни На бура. 40 километар викаш уште цел пол. Така, Ама ти адаптиран мозокот некако. Тоа е интересно со луѓето, со нас. Адаптацијата у глава. Покрај Така, на сати и километри. Адаптацијата на глава, што ти ќе кажат, абе ти се сетирал така. Аха. Тоа е тоа. Јас сум сега сетиран дека у понеделник ќе станам 4 и ќе вежбам во 5. ете уште еден одговор на прашањето зошто. Ете зошто. За сетирањето. Мисогито е алатката преку која можеш да ги сетираш У главата у своја. глава. Зашто ти кога ќе се сетираш за 20 кец, кога ќе доеш на 10 километар имаш пола трка и си кажеш, лале, уште толку. Кога си сетиран на 42, на 10 километар ти е, ајде, уште 10 поминаа, идеме двоцифрено, фативме првото. Него него е другачие си, ама адаптиран си. На 62 на Тара, на маратонот, викаш, уште само 20, и уште една третина до крај, идемо. И доаѓа 50 и викаш непозната. Од сега натака не знам што ќе биде. Прв пат е, не знаеме. И идеш и на 7 пред крај и го гледаш Карас од нигде никде искача и од нигде никаде. Македонците, јаре бе, шо одите? И се смее, да ме не дупи, ајде бе, потрчете маце. Уште колку? Викам, уште 7. Таман, уште 2 сата имате. Како What? уште 2 сата, бе. Па да, сега има тие качувања. Пова, не ми кажеш, викам, јеби се, ај ќе се видиме, викам, ај. Ти виш у кал цел, 7 ти остане, значи 55 километар ти е станицата последна и да завршиш. Тоа е процесот на ново сетирање. Ај, уште 2 сата, како би уште 12 сата поминава, пола ден да му ебам мајката на нозе, работно и пол време, бе. Ама се сетираш. Исто е и со ова. Сетиран си дека ќе станеш во 4, за да вежбаш во 5. И тоа е, некако, си го прифаќаш, не ти е чудно. Уште еден начин да доловам што значи да сетираш. Дека откако ќе го ова што го збориме, се сетираш на одредено ниво. Донесена одлука со самиот себе, договорено, нема прекршок, тука е крајот. Ама Тоа ми е мене ја сетирање. носиш одлуката. Се договоривме дека ќе истрчаш толку и ќе истрчаш, не ми интересираш. И откако ќе ја екзекют, откако ќе си ја направил, сега е завршена работа. Ти си кажал, си донел одлука. Сега следува правењето, правењето е страдањето и завршува страдањето. И си го одлуката е направена, мислам, извршена. Да. И сега мозокот ти е сетиран на тоа ново ниво. Тоа ти е новото нормал. Тоа ти е новото норм и тоа останува за секогаш. Тоа е вредноста плюс. Еве на кој начин останува за секогаш. Еден од примерите што ги кажа ти за наредното мисоги веќе 4 сата нема да ти се кој знае шо. Ама тоа е од година за година. Од ден за ден, например, ја како го осетив,
кога тренирав најпро и кога гледам по програма 3 сата. Зона 1. Не е тоа уопште тешко физички. Ја осетив, ја не знам со главата Досадно. што да правам 3 сата на тренажер. Тебе тоа ти е предизвик. И сега тоа треба го правиш 3 месеца, па после кога ќе дое пролет, тоа 3 станува 4, 5, 6 сата за време на викенд ово оно. И ти као предизвик не го гледаш вртењето на педалата, ти почнуваш да си бараш занимации. Досадата. Што да правам за време на тие 3 сата? Да си пуштам ова, да си пуштам лиона, на што да си мислам, на што да решавам. Само гледаш како некако да ја избегнеш маката од што да правам со мозокот 3 сата. И еднаш е неописливо некомотно. Абе ти иде, дај тепај ме, дај скрши нешто, дај белја некоја да биде, дај да унесва за се, само ова е неподносливо, човече. Нити сум уморен, ништо, пи, јади, тоа е, значи од досада ќе си умреш. И го преживуваш и наредниот ден имаш онакво Нов левел на... ама не, имаш дека анксиозност. доаѓа. Дека леле пали исто така трпам, не можам да дај. Ти ебам точако. Дај надвор да возам, дај смени ми го тренингов, дај интервали ќе пукам, не, знаеш перформанс. И друго интервал, ти треба да не мрднеш од оваа зона са 30, абе плачеш. Дисциплина. И од такво некој исчекување си не можам. Дај нешто да гледам, се ти е досадно, серии не се гледа Netflix, не се гледа музика, не се слуша ништо вака. Од кога се гади све. Вториот ден, која помина бе 3 сата? Толеранцијата на сати, ти што го И викаш. третиот ден, мозокот е сетиран на 3 сата. Не знам ни кај поминуваат. Да. И сега, години подоцна, кај што ја од поново билдам тренинг периодизација, ајде почни со 90 минути, па ај качи го на 2 сата, па вие... Сега, знаеш какво ми е мене 2 сата кога тренирам? Онакво ми е Лесно. грижа на совест дека Не се три. немам доволно тренинг. Да. Као Да. 2 сата ми е Пичкин дим. ќе поминат човече, ко имам луфта 2 сата у денот. Мозокот ми е сетиран на 4. Да. И сега имам 2. Шо ќе правам со тие другите 2? Си се критикуваш, ја стоеш по 4 прави, сега Да. по 2. Лале. Тоа Фейлиер сакам да сум кажам, тежок. дека ти еднаш откако ќе си поминал едно такво страдање, макар и одебана монотонија, пази што зборам, страдаш од досадно. Ама ја поминеш ли? Тип на страдање што ти го сетира мозокот на одредено ниво, тоа сега за цел живот трае. И сега ја кога не тренирам 25 сата неделно, ја имам грижа на совест, човеч. Ја сега тренирам само 10 сата. Само, затоа што знам оти вишак 5 викендашки ги немам, на зима, немам кај да возам 5 сата у снег јабате. И мене ми е онакво, само 10 сата тренирам. И едва чекам да дое пролет, да можам да врзам сабота недела 2 пати по 5 и да си додадам уште 10 сата. И 20. сакаш? И да, буквално, И задоволен со се. буквално за да дојде, добро, 20 напред. И да не ми е ни страдање, ти совеста да не ми плаче. Ја петок свесно не вежбав пред сабота да направам опен, викам ти дам. Абе, свиđi... А од перформанс аспект знаеш дека треба да седиш Треба мирен. уморен, не воспален да си. Абе, добре, бен шегнат. Не. И бајле тоа го правам и... Сега нас ни се спортски примери, бе. Ама сакав поуката да ја drill down. Дека Не, сте, се имам ја и надевам друг дека пример. тие што не слушаат можат да го применат ова
Затоа одбирам општи термини да користам. Страдаш у монотонија, страдаш у мозокот, страдаш во времето. Дадам јас друг пример со нарцис премањето. Хајде. Ете ти. Ништо тука нема спортско, јас седам дома и гледам на столица у тросет, небитно. И гледаш предавање од саат и 15 минути за нарциси. И ти се гади животот зашто сваќаш што си се увалил, не ми се гади животот, сава што треба, него сваќам дека темата све е спротивно од што ја верувам у човештвото, у луѓе. И сега треба уште 7-8 сата да слушам за типови на луѓе што ми се гади животот од такви. Пуни себе, што егоистични, егоцентрици, јас, се што е погрешно со овој свет, јас викам, што се увалив? Јеби ga, бате, тоа е. А ме интересира, како гледам, така ме депримира, леле, постојат вакви луѓе, леле на работа, леле овие врски какви се, леле, па овој, па оној, па таков е тој. Тоа е, си се фатил за орото. И си викам, окей, не треба од втор пат да ги гледам. Зашто треба белешки да фаќаш. Едно е за себе да си го научиш, а друго е да знаеш да го предадеш. Да го пренесеш. Викам што направив. Па мајка ми пушти еден подкаст со срби. Па викам, овој ќе го изгледам прво. Ти е така убаво зборат фино, ама они како зборат и разговараат и скокаат од едно од друго. Викам, колку сте неструктурирани, ме полудуваат и они, зашто не се како ја што сум го замислил да го направам. Па да, тоа си ме подсетио за тај типови на нарциси и тој другиот, да, вулнерабилни налти, викам, ранлив, кажи го, да ми не те нервира више целата тема. И сваќам дека, окей, се повторуваме више, fuck off Срби, 2 сата, окей, да, сум научил, сум сватил, супер. Ајде од почеток. И секој ден беше борба, седнувањето. Што беше борба? Да седнам да се натерам. А траењето? Да знаеш дека сега 2 сата треба да си тука со паметот? Чим тргне немав проблем виш. Ти си таков. Тебе ти е да тргне само. Да тргне само. Ама 8 пати требаше да тргне. Не е малце. И ги брам деновите. Четврто го снимеме, тоа се 6. Негде треба 2 пати. А мене проблем седнувањето. Сега треба дупло да седнеш. А еднаш ќе се натераш. А попладнето пак. Па у среда снимавме ова. Не може немам попладне у среда. Па ме стиго ова. Па напред. И така ме успиење се будев. Ме полудуваше. Спиење. Од спиење, ќе почнам се потам. Леле, човече, туče 4. Па тоа нарцисин лав. Еден тон има за тоа. Па најдолгото, леле, да го скинам скурцото. Ама ете го помина, го спремив, го завршивме, го снимивме 3 сата и 5 минути. Бидна, ама секое седнување ми идеше она на Джо Роган у главата од War of Art. На Стивен Престфилд. Првите, ти си професионалец и сега седнуваш и не те интересира тебе. И јас да направам за јадење по. Што додека ги гледав и фатив ритам. Дур си правам ја за јадење дома, ова, свари, направи, намерно си готвев од сабајле. Не нарачував. За да 25 минути да нема прекини. Да ми се занимавам да го слушам, да не треба седнам вака и за нарциси да го гледам тој батето како објаснува. И така некако си најдов начин. А го слушаш дур на телевизорот. Бркаш работа. Фрлено телефонот, питаш на телевизор, на AirPlay. И јас си варам јајца, си сечам ова, си правам ваму. Како го пратиш бе човек? Го слушам шо. Ништо не покажува. Зашто првите 8, овие само треба да ги изгледаш, ништо не запишува. Така, да. Океј, да. Првото е само да го подкаст кога да слушаш. Само да влезе. Второто кур, не е така. Второто мора да седнеш, iPad-от е вака, стајано тоа таква футуролата, не е футурола него еден сталак. И сега он седи, јас седам и на телефонот ноут вака и сега куце. Пауза. Па мора пауза. Плей.
И ова да се додаде. Добро. И овој пат решив малце поесејски да ги пишувам. И виде колку имаш. Тоа Оу. ти го направив. Ама сега ми е многу убаво. И сега за наредното Питерсон Тоа ќе те прашав. имам додадена вредност сега. Сега знам кој е процесот, знам кој е патот. Океј, може би седни уште малце поназад од рокот. Сега 2 недели пред. Ама и нема ни мачно да ти биде. И нема, да зашто го више осеќаш такво мачно. добитна формула имам некоја сега. Е, Изгледување првиот пат без притисок. И тука сум лефтере, нема ти второто е ден за ден, добро денес немаш па утре направи го добро, знаеш. Поише време дај си и некако научив да учам на 35 години, тоа е смешното. Зашто јас сум бил катастрофален ученик цел живот и никаде сум ме мрзело, што досадно ми било. И нова self-respect за себе, зашто си се увалил и рекол, мене ми е интересна темата, ја психологија многу сакам, ама тој тип на луѓе не ги сакам. Мораш да слушаш за нив 24 сата. колку кул мисоги ти сега презентираше уствари. Ете ти не Ти физички. себе си цел живот не се гледаш како да го наречеме Ете, тоа? 4 сабајле не ми е, ова ми е минус. Академски. Ко академик не сум јас. Да, академик. Себе си Не. не се доживувал Никогаш. никогаш како академик. До толку што не си ни осеќал потреба да развиваш техники, што ти функционираш. Не знам дека постои такво нешто. Техники Со за учење. помош на мисоги, ти си reborn сега. Да. Ти во своите очи можеш бар, Да да спремам, да ама можеш да си дали би рекол дека си открил нешто што си го имал или едноставно од нула имаш направено нешто ново? од Во нула себе. бе, па како навика треба да створиш Што нешто. ти немаш откриено скриен академик. Не бре. Ти имаш креирано од нула А мајка ми знаеш цел живот што ми вика, академик. Синко, ти немаш навика за учење. Ти не знаеш, ти немаш навика за учење. Цел живот ти немаш навика за учење. Нема. А тоа не е ни до навика, тоа е до шо е. Ти не знаеш да седнеш да До учиш. себе си да се видиш дека си таков, дека Да. има такво во тебе. Да, дека е возможно. И јас сум имал за мене, како се вика тоа, представа за сам себе, дека не можам ја тоа со школата, бегај таму, не можам. Ми е досадно, ме нервирало, знаеш, цел живот. Ама, Вау, тоа е многу јако мисоги како предлог за некој. Дека не мора да си бараш мисоги во нешто што ти е Физичко. познато. да, а некој паш учел правен факултет и завршил овако и ти кажеш, што се губи овој само 24 сата, па уште го гледал пред. да. Добре, така така ми е на мене- тој некој ќе му кажеме Мене да ми е трча така тара. со, да, со 5 Така, саат, 5 саат станување, например, Да. 4. И гледаш, ете ти бе, зашто Да. требало денес па да збориме за мисоги. Ете. Мисоги може да биде Не само физички. предизвик во тотално различна сфера од твоето живење. Ти, Да. ако ти себе си се доживуваш како адвокат, Академик, не бе како академик, професор на факултет, оние Да. што ги не исмева на диспайс, како е на македонски? презира. Ги презира спортските типови. Аха, Ние аха. дигате, ој глупи сте ковакво, не сте вие паметни, знаеш. У академството Да. тоа владее као така. Ние сме паметните, вие глупи со Да, телото. не вреди да трошиш време на тело. Да. Ние сме ум, Ете така. само ум. Сега ние ги сакаме и тело, и ум, и дух и ги бараме трите. Да сме комплетни, да се комплетира целата слика. И ете, сега дошло валјда времето, не знам. Или па на тој академикот не е тој академик у све. Точно. Пробај се Во една биди сфера. академик у тотално спротивна тема. Да видиш кои нови ствари ќе ги откриеш Може за би себе. си гојазенат академик, пробај во нутриционизам едуцирај си, во исхрана или ако си боемчи на некоја бизнисмен со пури, со коли, со ова, пробај малку у духовност влези, пробај у вежбање навлези, знаеш. Уствари мисоги јас сега го сватив дека излезе од комфорт зоната. И Ама не знај дека можеш да ја постигнеш. Пробај. така, тоа ќе додадев ја. Мора Обиди да се. има демензија на не знам дали можам. Па јас за тоа зашто ти викам да си увалам. Да. Book club, да си увалам.
Питерсон Академи. Јас сам нема да го направам зашто ми е страв. Ама ако имам обврска, не можам да него. Да. Нема шанси. Да дојдам ти како неспремен, така нема како. Ти си за хормони си 4 сата си правил, си ги гледал 48 пати, за христијанство 3 курса си изгледал. Кам шо правим, јаве, не можеш така. И мора левел ап да го кренеш ниво. Тоа пати е од спортот научено. Да, Ако од нешто комит, нема шанси. Да. Ебе, ти од спортот убава дека учење од спортот. дека Навикува. не е само да одбереш нешто да правиш, мора да го спремаш, друже. Ти Ја не сум психолог. Ти си научен да спремаш, ти сакаш да идеш на некој надпревар, ти си научен дека надпревар се спрема, бе. Се спрема и те како, мора да има процес на спрема и дека тоа трае, дека треба да си трпиш гратификација, немаш што очекуваш ти гратификација секој ден, гратификација може, ама може и нема да дое. Може и нема да дое. Може и нема, ако дое фала, ако не бујрум, Немам проблем за а и кросфит да да се дое- спремам. ама Тоа ми е убаво. Ама концептот на спремање ти е Библија. Да. Ти е прв завет. Да. Точно. И сега Genesis влагаш у мисоги на тотално различна сфера академска, да речеме, у наводници. Тоа па така е. Ама знаеш дека има аспект на спремање. Не мора да ти каже, не мора мајка ти да ти каже, жаре, И академија. никој не ме тера Знаеш ли мене. што спремање барака? Ти треба но даде нормално. И за тоа тебе уствари први тешкиот чекор ти е да се натраш да почнеш, ти почнеш ли Толку. со спремање, нема ја ќе спремам 16 сата ако треба. Се еба и за Тебе навлегуваш процесот више. не ти е У флоу проблем. влагаш. И не ни приметуваш време. Ја ми се дешавало, 3-5 минути е, бе. Знаеш, чекај уште 5 минути има видео, знаеш, се губиш времето, осетот. Седнувањето е она, да седнеш, што викаш, ти мора да седнеш да загрееш столче. Ја у живот немам загреано столче. Одлучува, да. Викам, Да, моето да, е ice, cold, мразови. Мене дискомфорт не ми е у физички напор у пеца бајле. Мене ми е преубаво клинен джеркови с нечое си прави малодење на раце, окей, нема. Со задоволство. Уште поспремен кога си, уште ти е појако, зашто можеш па тие таргетите ги фаќаш па и цело време си пун. Гледај колку е јако и ова го наври и стигаме напредо. Ама ова да седнеш и да седиш мирен и да слушаш и да запишуваш. И како ја утре ќе го пренесам. И ти за мемберс не е без пари тоа, некој ти дал тебе, ти платил таму. Појако, И поише многу има одговорност одговорност. на тие, да. Да. И се не може туку така срам ми е мене, бе, не можам срамота е, не може така тоа. Плюс и ти ги спремаш сега и чекај па сега да не биде ова, да знаеш и левел ап мораш и ти. Многу ме интересира мене дали дека на нас се сведува на нагон. Ја порано поише многу мислев. Сам за себе ми беше не чудно, ама се прашав зошто ме тера? Што е тоа што ме тера? Уште пред да знам ја за поимот мисоги. Ја кога дознав прв пат за мисоги, само беше онакво откривање на inner knowing. Даде збор. Да, ми даде збор за некој си импулсче што сум го осеќал цел живот. Па не беше одговор на зошто го имам импулсот, само открив дека аха, добро, не сум сам. Да, ова постои. Постои како Филозофија. некој седнал и размислил дека у природата на човекот е да прави тешка ствар, па после кога се навлеков бајги ги расчитав и оние стари култури, дека имаат секакви обреди, нели? Rite of passage. Тоа е нешто што нема да се повтараме, ама го зборевме минатиот пат, дека ова правење тешки работи толку длабоко во коренот на човекот не е у оди, култура, него на човек. што од пештерски времиња како дел од едно созревање било дека дете мора да направи тешко нешто и само тоа е начинот на кој што ти сега ќе бидеш маж. Да.
И не ги одделувам девојките, исто важело и за девојките. Да бе, си имало и за нив. Многу опипливи им биле тие фази. И секогаш биле означени со тешко. Дете, машко, дете, девојче, лесен живот, те гледаат, те пазат, те чуваат. Не, пред да сега бидеш ти сам, нешто тешко мора да се доживее, за да станеш и официјално жена човек. или маж, односно возрастен човек од пештерски времиња. И сега, почнувајќи од моето прашање, зашто, и ете, читам за вакви ствари, дознав. Ете зашто, значи ова е некој си инстинкт, човече. Абе, коренот на човекот е да прави тешки работи. Ама многу ме интересира дали сите луѓе го осеќаат. Јас го осеќам у стил на треба да го правиш, зашто така е правилно. А зошто е правилно? Не Така знам, е. така треба да биде. Зашто така треба да биде. И сега ми е јасно поише, поврзано со тело, ум и дух. И си Да, и јас сум таму веќе. И сега ми е, и кога ќе си го кажам, овде осеќам дека е точно. И не може никој да ме убеди дека радиш. Све друго е white noise и дистракции се. Така го ќе го Дали кажеш. се напредува умот, дали го напредуваш телото и дали го напредуваш духот. Све друго е небитно. Све е небитно друго. И тоа е вистината и суштината на ти да си среќен, неанксиозен, депресивен, бла 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 бла. Тие три и каш леко кој е све едноставно уствари. Затоа што така треба да биде. Затоа што Едноставно така сваќаш. така сме создадени. Така е, не измислив јава. И ова ми е умствениот дел, и така треба биде, и ќе седнеш, и сега си се фатил за орото, се заинтересирала таа тема, навлегол незе, сваќаш дека те депримира, ама јеби га, комит, истерај, тоа е. Дали начнуваме сега, значи дека треба да имаш мисоги На И за- три правци утрите? треба. Изгледа да. Малце превише сме фокусирани ние на физичките Физички. мисогиња. Не се кај го откривме за ова. Иако, затоа што има оверлап. Бар јас така ги доживувам. Многу често, и би рекол и дека тоа оди у пакет, Мгм. и не џабе јапонска традиција тоа би го направила, затоа што преку телесно мисоги, многу често ти имаш и духовно мисоги. Да. Неминовно. Па добро и начинот на сетирање ти е умствено мицо. А зошто има духовен елемент? Затоа што телесните предизвици, телесните страдања, само со силата на волјата може да се надминат. А волјата не постои нигде другде освен од дух кој што ти е даден од Бог. Тоа е дури би рекол и доказ за постоењето на духот. Ти дури не го осетиш лимитот на телото. Дури не го осетиш тој момент на нема повеќе телово што да даде. Телово даде се што можеше да се даде. Јас сега продолжувам единствено на мојата сила на волја и терам и боли и му кажувам ќути и телово плајење и се фаќаш во тоа во тоа доживување на дуалност. Само тогаш е моментите кога го искусуваш ти тоа. Само тоа е моментот кога ти стануваш во трето лице, кога леле чече, Да. телово од преска плаче, од преска боли, од преска, ама зашто? И иде, и успеа, и помина, И посекаш не знам како успев. затоа одат у пакет. Да. Затоа е тој revelation. Да. Преку телото, преку сила, тоа е линкот, тоа е конекцијата, затоа што силата на волјата ќе го избутка телото, а Да. волјата е духот. Зашто еве ти два примери. Колку пати кажат му го скрши духот во некој спортски настан.
им го скрши духот, овие не ни пробува, се откажа. Ноле, со кога го прашуваат како се враќаш ти на српско интервју беше мислам. Дали кај Славен Билич или кај Иван Ивановиќ, не се сеќам, на српски збори, не е на англиски. Тоа вика, можда нечете ми верувате, али ја стално се демек позивам на ту вишу силу Бога. Има Бога. И вика, не знам нијака. Немам. И на некоја пресконференција беше, мислам, после Федерер, тоа стварно не знам како победи. Не знам. Тој Вимблдон. Најлошо играше на свет, 0 брейкови имаше, значи невреално, невозможно. Стварно невозможно беше да победи и коментаторот која победува, ноле не се радува. Само дека се смее и тргна. Па што се смееш бре, си он као да е знао, иди у пичку матеру стилу као не се испотивме ние тука, видете го, он се смее демек. Што се смееш као ти кога да знаеш дека ќе победиш? И вика ево не се ни радува. И он на пресконференција кој Србин го праша, вајде овој Вишко што го коментираше тоа, и вика можда ми нечете верувати, али ја се препустим Богу, и вика едноставно, вика немам атом снаге и дешава се. И ја победувам. Можда нема ми верувате, ама вика ја друг одговор немам да ви дадам. Затоа што така е стварно. И ете ти што ги поврзам и текна, ево, му го скрши духот и на ноле изјавава ќе најдам посеки ти ја прат. Леле, и он е стварно не као денес дека таму ќе доеме. Дека ми согива уствари е таа духовна конекција. И човече го знаеле ова од пештерски. Затоа што не е знаење. Не е знае. Ке кажев од Па пештерски гледај луѓе. денес колку е све лесно Нема и врска колку со се несреќни знаење луѓе. тоа. Ти ако избришеш се, вака, ова е мисловен експеримент сега. Пробај се во врска со цивилизација да избришеш. Утре, не постои. Не бе, ти си првиот човек сега. На планетава ти немаш да рационализираш ствари. Ти си Нема со што споредиш. 100% in the moment. Живееш како што те тера животот да живееш. Таа, у моментот си. И ти природно така ќе живееш. Да. Не си седнал да дизајнеш, ми треба тешка работа, затоа што не. Не, ти ќе живееш и ќе ти биде лесен и наивен животот и наеднаш ќе ти се деси нешто многу тешко и ќе преживееш и кога ќе се навраќаш на тоа искуство, ќе си викаш, пред ова искуство бев дете. Нема да имаш збор за дете. Нема. Не, ќе бидеш Концепт. пред ова искуство некако различно се доживував. После ова искуство некако друг сум сега, нов човек сум. Абе како на овој книга, како се викаше крај. детето? Името на детето беше книгата пред 2-3 книги на комичарот. Инграм. Он нели е тоа детето што идеше? Мисокито. Да. Нели он тоа? Он беше нема концепт дете, за години, нема се концепт. шуњаше 7 години и стана човек. Да. И преживеаш и осве работи не. ваму, работи. Нема концепт да Инграм. спореди, да ова, да она. Нели е тоа? Леле перфектен пример, да. Ете го првиот човек. Без концепт, никој ништо не му кажал, не знае он. Нема го бркал. Не знае да чита, не знае пат што е. Не знае Опат, ништо. значи, Он го учи животот сам на пат од кој да е возраст. Леле, Инграм. Па ете го првиот човек, тоа е. CK, the genius. Hero's journey. Ама така е. И зашо сега луѓето се толку несрекни, анксиозности и ова и ај, за све има апче, за све има брзо реш, quick fix. Има ако си дебело земпик, имало и тоа има и тоа има. Ослаби ама со струја ќе те ова па 20 минути тренингот како тоа. Не. Има основи и тие се. И пред 1000 и за 2000 години тоа е. Нема шо ти сега да ми измишляш топла вода, све е измислено. Како што може да пред 100 години се движат луѓето што морале, денеска си го измисляме, еве, тешко и идеме колку е јако. Правиме тешко. Тој живот бил таков порано, бе. Зависи од телото Така и кога физички. размишлям, дури ме фаќа као не срам, ама некако
ти седнуваш на тренажер дома Треба да у контролирани измишляме. услови 3 сата и сега Да, одма нема скроз. иди у сала у контролирани услови кај што става Скроз. шипка што ти ротира, те жените седнак. Крос. Техниката ја гледам на некој овакво, вака требало, добро. Абе, буквално ко на... сега да, але го се раздели. да сеам сега на дедо ми да му изборам. Ми врзе на ти ги ми кажеш тешки кој? работи. Ти ги ми е 3 сата, леле ти досадно ти беше на тренажер 3 сата. А можеше да гледаш. Саш да копаме 18 6 години. за да јадеш. Саш да удри град утре и да не знаеме што ќе јадеме 6 месеца. Ти ми А? анксиозен си зашто маицата не си знал дали е црна или црвена. Поплавела струма. Отидоа нивите наши. Low key anxious биле они. Курац. Или другиот дедо на 10 години сам на пасиште на Беласица горе. На 10 години. Сам. Телефон. Летото цело татко му го праќа. Ти имаш Јован 100 овци. Од тие 100 овци до наредното лето ние теа треба да живееме. Ја тука овоа лето имам што да копам доле. Ти горе волци, мечки, сногај се. Ако се вратиш со 90 сме наебале. Се вратиш со 100 и нешто супер. Мисли му е. Имаш 10 години. Мисли му е. Go. И имаш овци, јади. Знаеш, Има таа млеко. ти покажав како се прави сирење, на ти брашно ќе донесеме со тракторот со коњот еднаш, меси таму прави, сам си ти горе на дет. Покажав еднаш како се прави. Буквално ти покажав еднаш што Кој е. слушал. На Курски идеш ти на Питерсон Академи како се прави сирење. Ствар. И сега ја на тој дедо да му раскажувам мисоги. Него животот му е мисоги. Ствар. А на истиот дедо, кажи му, сите комоции на современиот живот, ќе ти каже, ма како не икам тоа. Он активно ќе ти каже не. И затоа тој истиот дедо со 2 сакати нозе, Тоа е со правите колена. тој е со колената блокирани на собрекајка на 40 нешто што има. Идат му објаснуваат, абе вакви операции, абе вакви машини има, абе не знам, он... Лопатката иста од 17 век. Кој веќе можам да одам, ќе можеш. Истото такво лопатче од 17 век, онки си копа, онки си вече. Не му објасна, бе ти каква нова машина имало. That's not the point. Да. Не е поентата тоа, бе. Ја сакам да си го пораснам ова френкиче тука. Не ми се купува. Ја сакам да си ги изгледам кокошки, бе. Ја сакам Да си ги соберам јајцата. не му значат на него современи комоци. Примитивно не било. Имало зашто тешкото му значи. Не, сам себе си немаш, може да се гледа со исти очи. Ако све гледа, полесната верзија. Ама сам себе нема да може. А сега е како другите ќе ме гледа. Да, тоа може да е дел од проблемот. Еве е разликата, шо. Да. Па затоа мисоги не правиш за реклама. А и тоа не го кажавме за мисоги. И не треба да се фалиш. Ти избореше, кога бил измислен концептот, социјални медиуми не постоеле и Така да, да наставиш стори или пост. Да. Ама не требало да е нешто што ти утре ќе седнете сега да ви кажам што сум правил. Или не го правиш заради тоа. Не го правиш заради тоа. Едноставно не го правиш заради тоа. И точка и тука завршува. Да. За нешто што ти ќе знаеш кој е бенефит. И толку. И не можеш да го доловиш тоа на новакво. Да, ние минатиот пат го кажавме овој момент дека тука има еден мал парадокс. Сега затоа што ние збориме за ова и ги споделуваме нашите. Мали мораш да доловиш некако. И да, ама сега нема workaround на овој парадокс, јеби ga, ние сепак и подкаст немало до завчера.
И сепак ова си споделуваме сега па наши Ние сме мисли. у таа позиција, кај што дете ти го овакво, јас имам ова направи, ти имаш тоа, бе, се добро, и се ти следниот го киде. И стај го на стори, еби му мајката, не е важно. И на пост. Направи го и браво, 14 сати си акал, стај го. И треба да си жив и здрав. Ама не е тоа поентата. Поуките што ги зборевме, вредностите што треба ги добива, ако си ги го добав, ставиш си тоа, добав. 90% од луѓето ќе ти кажат што ти е на тебе, што си го правиш Да. ова, зошто си го правиш ова сам на себе. И да го ставиш нема те разберат. Мгм. Не разбирам, џабе е тоа. Не е, it's not the point. Целата поента е у Кажавме. ти да ја извлечеш вредноста, а не да како другите ќе те гледат. Нешто од нарцис предава. да. Ама зашто се тие луѓе несрекни? Затоа што цело време живеат како другите ќе ги доживеат. М. А они не сакаат да ги доживеат лошо, туку добро. Исти ефтини задоволства, статуси и материјални глупости, што не носат среќа у човечката душа, него едноставно некаков имидж, репутација према другите, што е најмалце битно на крајот од денот. И како беше оноа, си го гледал клипон, кој ќе умреш на погреб, ти доаѓаат толку и толку луѓе. Петорица си прават муабет за колку сад има состанок после. Двајца неша часкаат, ќе се засмеат. Тројца вика ќе плачат твоите најблиски, жена, деца, фамилија, мајка, татко или не е битно. Ај мајка, татко лошо е да плачат на твој погреб, да не боже. Али еве ќе те плачат деца, внуци Така. едно друго. Ќе отидат пола од нив ќе идат на закоп. Пола од тие ќе јадат у твоја част и веќе ќе зборат за следното нивно у денот ово она Да. и ти више си под земја. Ќе ти дојат најблиските утре на овакво, за 7 дена, на 40 дена. После ќе доаѓаат еднаш годишно, and that's it. А ти и после биди среќен ако ти доаѓаат на задушници или на Толку, зо. да. Еднаш годишно. Да. Ти мислимо што ќе кажа другите. Да. У тој контекст е цел. Се замараш со другите, а за... Nobody cares about nobody. Секој си го гледа својот гс. И затоа и на крајот на денот е најважно за себе да си го направиш, а не да го постираш, кажеш, раскажеш на друг. Да. Вредноста кај тебе треба биде. И крај. И тука зашто се е многу едноставно ако го сватиш така. Сега ти си Све- кажа више, Све е white noise. идете Охрид па. Так. Не ги ја А доживувам више не тие. ти е ни така, знам. Више не ти Ми гледаш. фали онаа муката на 30 некој километар и ги знам дека ќе се насмеам. Еве го дојде, ајде заради ова дојавме. Зашто ми треба поминат 6-7 сати и ме мрзи да поминат 6-7 сати, ми е досадно. Искористиме и изговор за да отидеме на викенд на кој ќе јадеме бифтеци, ќе готвиме вечерта и а дента ќе се мучиме и ќе ни бидат заслужени бифтеци. И Вања ми вика, па добро, можеме ние да идеме во Охрид и направиме само бифтеците. И викам, ама не се заслужени. Не ми е, Вкуството не е цело. не е цела, вика. Традицијата е друга, не е тоа. Мене многу ми фали елементот на не знам дали може да се направи. Многу ми фали тоа. Да. Ама како правиш се поише и веќе некад па и опасно е да туркаш границата. Не е опасно, ама знаеш, се влагува она може е паметно да си наоѓаш од друг агол како моево со академското. Се да не го гурам ја на 100 километри, на 150, на може да ми повлече Да. Не мора да го буташ границите. кон безбедносни граници, ама секогаш можеш друга форма да му најдеш, Ете така. за Тоа пак е, да го постои сознав тоа, мислење. не знам дали може. Например, окей, мал дисклеймер, ќе споделам нешто, ама премногу е work in progress. Да, бе. Значи, идеја е една што ми се развива и стварно ептен во моментов се развива и не знам каква насока ќе фати на развивање. Не е ветување дека ќе го прави. Нити обврска, ништо е уште. И by the way, тоа и е дел од процесот. Веќе го мозгаш. Да го мозгам.
у таков момент се фаќаме да го збориме дур се мозга. Една од желбите што се надевам годинава ќе може да реализирам, а ја начнав како исто како желбичка на Resolutions за експедиција некаква за нешто. Сега, например, ја може да имам елемент на не знам дали можам, ама тоа да е тркачко, перформерско, умирачки и да си да зависи кажам од други компетитори што да, може се подобри од тебе или дали ќе извозам такво, дали ќе се квалификувам, дали не знам ќе тие бројки ќе ги треба да извадам. зависи ова од тебе 100%. И сега може да има димензија на не знам дали можам и во такво нешто. Не знам дали можам. Во компетитивно нешто? Да, не знам дали можам да се квалификувам. И така да има и други Не што знам ќе дали возат. можам толку силно да извозам. Ама не зависи 100% од тебе. Твоето најдобро може не е доволно добро да се квалификуваш. Така. Други 30 батиња ќе има подобри од тебе тој ден. Океј. Ама можам да си кажам сакам толку јако да возам 3 сата. Знам Тоа е дека друго. можам 2. Не знам дали можам 3. Добро, тоа е друго. Може да има и таква димензија. И сега, муабетот ми беше доволно пати ми согињава мои низ животот, имале таква димензија, за наредното да е само бутнија границата подалеку. Бутнија граници, па... И До тоа, кога? и тоа е тоа што го викаме, сега до кога е сам поинт ќе биде за... Ај, не знам, утре вози на едно тркало или... Глупост. И више и за бркаш шофер, нешто да, што да. нема поинт. И што да станува опасно по живот? Глупости. Не е поинтот. Затоа, идејава за годинава, освен тркава ја ни рачунам мислоги, ќе имам една сигурно, евентуално сакам 2 да се пробам, ама мислогито кај што има димензија на не знам дали можам, овој пат ми има по експедициско, авантуристичка димензија, на не знам дали можам. Сега еве што е идеја, еве кај се уште се мозга. Имам одредена груба и замисла да извозам еден круг. Ја од секогаш сум обожавал кога возам да не е до таму и назад по истото. Аха. Не знам зашто ме убива. Не знам зашто ме уби и кога тренирав атлетика, ќе одевме по кеј, секад барав некако различно да се вратам. Многу ме нервира. Или ако возиме точак, отиде до таму и назад по истото. Нормално, скоро многу често и го правам исто, тоа ше тренинг. Ама ако може лупче да се направи, некакво, тоа така ми ја... Различно да ти Ми цело. испунува нешто експедициски, одма сум Шеклтон. Аха. А го видам вака на Google Maps, кај што си ги рутирам, а го видам вака некако... А ти Скопски ќе ти се згади животот? Двата круга. А затоа и никад... Ја 2 пати имам трчано Скопски и... Полу само? Па тоа пркав перформанс на полу. Уствари полу е еден круг. Еден е, ама пак одиш до, па се враќаш. Да, не може. Таму, добро, таму перформанс пркав, немам таму ја тоги. Како и да е, и си имам едно такво кругче географски направено од околу 2-3 километри. И не ми е, не знам дали можам тоа. Тоа уопште не ми е. И дали ќе биде 10, 20, 30 дена, и тоа не знам. Елементот на не знам дали може е што ја тоа вака само на географски атлас си го замислив. Ја не видов кај иде рутава. Ја сваќам дека рутава иде преку мориња, преку острови, преку некакви си канали, Како приказнина преку 7 брда, 7 Така е, ама ја затоа до што змеот. затоа што мене идејата што ми дое немаше врска со мапа, мене идејата ми дое ќе ја споделам кога ќе дое време. Има Абе и експедициски малку сакам. да, има малце експедициски елемент, ама ете си најдов тој елемент на не знам дали може чисто од
дали рутава може? Дали рутава е физички изводлива? И делот само наметнат предизвик ми е не идам ни да забегам со истражување уште од сега да дознаам дали може, па да видам како може или како не може и да земам и си го направам план. Па може така. Оти јас си го зацртам јас си го знам, тачно вака може, го губам елементот на не знам дали може. Сакаш да дознаш on the spot. Да решаваш проблеми. Јас сакам да фатам точакот и да веслам и после 5, 6, 7, 10 дена да дојдам на точката кај што нема пат. Што нема више веслање, мора пловење. И сега на лице место да се снаоѓам како дале. Сега ферито е од другиот град. Ама фери, не знам дали е фери, може нема фери, може бродови на рибари треба да не знам, појма немам, не ми се ни навлага да откривам. Сакаш да дознаеш таму? Ја замислив на Атлас кругот како изгледа. Ја имам круг вака од Македонија, каде врти се кругот и само знам дека сече мориња и влага у поише држави и толку. И сакам да логистички да го најдам периодот у годината кога тоа може, и то толку не знам дали може, што рамката ми е од 10 до 30 дена. Ја мора да најдам 30 дена луфта сега во животот и да земам да тргнам. И ништо друго не ќам да испланирам. Јас отидов. Чао. Нормално ќе имам телефон со мене за Фала Богу дека сум жив и толку. Ама екзекјушенот на рутава појма немам дали е воопшто изводливо. Така да е. Ки си дознам на лице место. Тоа е право мислење. Ептене у прогрес? Ептене у почетна фаза, не... Ептене... Не у почетна, замислувам више ти си направил. Ептенот што подкастов ни стана втор дом и сега си правиме муаведи, ова ја на тебе поише апдейти давам, него дека формирав некој си мисоги. Ама ми текна више која збориме, па како пример на каква све форма мисоги може да има. Така и дека, објаснивме зашто... И дека е вредно, бе. Вредно е. Тоа ќе кажав, зашто има вредност вакви работи. Ко воли, нек изволи. Да. Направи си своја варијанта, пробај си, види си и... Не знам, нема правила. Не го измисливме, ај ти јебика. Ич не го измисли. Тоа е многу ако мисоги е... Ич не го измисли. Ако ние само има елементите тие, тоа е тоа. И го увидовме како некој си... Па добро бе, му најдовме и поголема овакво... Повик. Не созреале поише за 3 години. Добре. Да. Не знам дали што не Дори што ќе се замараме дали сме покрили или не. Која не знаеме ние. За 3 години пак ќе снимаме. За 3 години пак ќе покриваме. Направи го тоа, пак ќе го покриеме. Мислите во моментов евентуално дали нешто А нема. ти текнува да додадеме. Освен повик. Повик да си најдат луѓе. Било каков ти убаво кажа, искочи од комфорт зона на каков сакаш начин. На некој мисоги ќе му биде на маратонот што ќе го правиме 5 километри. Да. Не. На тебе мене делот условот нели ти беше не знаеш дали можеш уопште. Така? Знаеш дека треба, не знаеш дали, не знаеш како и ово. Не треба да знаеш, дојди. Да. Имаме за тоа апдейт за 2 месеца, ама да. И не се спремај. Спремај се, whatever. Аш така, ама ете. Или може види мисоги себе долг си во пат. животот никогаш не си се доживеал како некој што може 5 километра да истрча. Што ќе биде дел од Скопски маратон. Такви. Ќе биде дел од Скопски маратон. У недела ја да ти станам у 7 за у 8 да се нацртам да трчам, знаеш колку такви има. Мисоги е долг пат и ти ако си 128 кила човек, долг е патот до 85. One way or another. Ке ти биде мисоги да си го вратиш животот или да живееш некоја најдобра верзија од себе еден ден. Здрав, прав, способен Тоа за е многу кул мисоги, бе. Начинот на кој што го постави сега.
Ако се гледаш себе си како некој што како не на Скопски ќе ти станувам, а Скопски више 20 години се дешава, И го пцуеш зашто немаш со кола да поминеш до... мисолке ќе ти биде дојди само да го испратиш. И ќе видиш што ќе се случи следство. И после кажи ми дали си исплатило или не. И те молам, ако си едниот случај во историјата на човештвото, Не му се што нема да му се исплати, имаш место на подкаст тука. Раскажувај ми 5 сата, те молам, вистински ме интересира како не ти се. што не разбираме. Ја правите и уште еден челендж. Ще дабл. Фала многу, поздрав. Океј, гол. Фала, чао. Чао.